каква е состојбата со национализмот и дискриминацијата на локално ниво. Веројатно сите во нашата земја добро знаат дека има една организација која не престанува со работа на терен, дека е постојано некаде низ државата и е во директна комуникација со граѓанките и граѓаните. Се надевам дека е сублимирано како изгледа таа состојба, колега Дехран. Ете се потврдува уште еднаш дека ромската етничка заедница е една од најдискриминираните заедници во нашата држава. Се потврдува и последниот случај со тоа што од цело Скопје единствената општина која што остана без јавен превоз е општина Шуто Ризари, кој што денес изминатите неколку дена граѓаните од таа општина се снаоѓаат како знаат и умеат да стигнат до своите работни места, до училиште, до болница, до било која институција или работа што треба да ја направат, на некој начин има дополнителни трошоци финансиски, затоа што ако знаеме дека они во изминатиот период извадеа слободни карти кои што им платеа на државата, а сега веќе не може да си ги искористат тие карти да се возат, ќе мора да плаќаат такси. За жал, најчесто и таму делото ние кои што се диви таксисти знаат да заработат во овие околности. Така што интересен е исто така моментот што блокираните автобуси, односно одсеченоста на таа општина се случува во момент кога најголемата опозицијска партија во државата реши да блокира собранието, а најавија и други блокади, па јас се надевам и сакам да верувам дека тоа не е некоја политичка кампања која што дел од структурите сака да ја исполнат, почнувајќи од ромската етничка заедница и единствената ромска општина во државата. Така што тоа е она кое што се надополнува во прашањето беше на локално ниво. За жал, институциите, тие што ги посетивме и кои што разговаравме за мултикултурализмот, почитување на различностите, со животот, сите се декларативно се борат и сакаат да имаат соживот, мултикултурализам, почитување на правата, правична застапеност, но кога ќе излеземе од тие институции, од тие рамки надвор од нивните кабинети, ситуацијата е малце поразлична. За жал, можеби граѓаните можеби во минатото така живеа, па сега исто така кога ќе видат дека им следуваат некои права на помалите етнички заедници или на оние кои што до вчера беа маргинализирани, се уште се, и одеднаш кога ќе си ги добијат правата, кои што законски им следува, мнозинството кое што живее таму имаат впечаток дека всушност нешто им даваат на тие помали етнички заедници или маргинализирани групи, и на тој начин некако се добива впечаток дека како да се оштетени со тоа што им се дава правата кои што законски им следуваат на било кој во оваа држава. Така што тоа е она што се забележува во помалите градчиња кога одиме, дека сепак и кога имаше еден, сега не би сакал да коментирам, но вели живееме убаво со вие ги нарекува нели со политички некоректен говор, вика да, живееме добро со тие и после тоа веднаш се поправа, живееме добро пак со овие. Се поправа. Тоа е она што веројатно треба процес за да се навикнат прво политички коректно да ги нарекуваат етничките заедници, не само етничките заедници, проблемот не е само во етничката припадност, туку кај нас секоја припадност на некој начин се доживува како нешто кое што им се дава, нешто што им го зима правото од поголемите заедници, и она што би требало во иднина да се направи е да се ослободат од тие бариери дека на некого нешто му се дава.
ако законски и му припаѓа. И никој на никого ништо не му дава, фактички во оваа држава секој има право на се. Зборуваме за тоа дека бројот 19 е градска линија во Скопје која ги превезува сите етнички заедници, меѓутоа и сите предрасуди и стереотипи за етничките заедници меѓусебно. Имаш ли нешто да додадеш за крај? Имаше еден интересен слоган пред извесен период кога автобусот 19 не возеше до крај на 19 затоа што се правеа улиците, а потоа и дел од тоа си продолжи да не патува поради наводно колите кои што се паркирани на улиците па не може да помине и тоа е уште еден проблем кој што дополнително треба да се реши, а исто така и оние автобуси кои што за жал се целосно искршени, извалкани, како да таму не се возат граѓани, туку се возат некои граѓани од втор ред. Така да во иднина, ако се реши проблемот со градските автобуси, би било убаво и да ги, кога веќе превозниците бараат плати, би било убаво и услугата што ја нудат да биде на високо ниво, а не да возат со искршени автобуси кои што некои од нив немаат ниту врати. Така да би било убаво ако веќе бараат пари тие да ги вложуваат во автобуси и да таму граѓаните се возат во најсоодветни услови како сите нормални во државата. Она што е интересна анегдота покрај тоа што мултикултурализмот вози со 19-ка, исто така имаше еден онака што денес се уште денес ја користиме кога некад ни треба некоја фотографија за илустрација, дека автобусот 19-ка вози до затворот Шутка. Дека покрај тоа што вози се бројка за мултикултурализам, исто така е и бројка дека со тоа сите тие кои што справат такви поделби и прават криминали би требало да завршат некаде во тие затвори. Тоа е она што таа општина, таа бројка би требало да сигнализира мултикултурализам, а тие што прават криминал да завршат за решетките и кои што прават поделби.